Окей, мислам дека веќе може да започнеме. А, Пред се јас би сакала да ви се представам. Јас сум Марија и сум дел од маркетинг тимот на Creative Hub, а денеска ќе бидам ваш модератор на овој курс. Така што во текот на курсот за било какви прашања може да ми се обратите во чат. Сега пред да започнеме, би сакала накратко да ви се заблагодарам за присуството и што дојдовте денес на бесплатниот курс за UX UI дизајн. И исто така би сакала накратко да ви раскажам за Creative Hub, за Академијата за UX UI и која е нашата мисија. Creative Hub е едукативен центар што веќе неколку години им помага на луѓето да започнат или да направат кариера. Она што направи нас различни е тоа што сме единствената академија во регионот што е акредитирана од Министерството за образование на Америка. И ова значи дека нашите студенти по завршување на американската програма се стекнуваат со американски акредитиран сертификат, што им отвара врати и можности кон земјата и странство. Исто така, имаме и програми што се со европски дипломи, кои носат ЕКТС кредити и се признаени во Македонија и во ЕО. До ден денес преку 3000 студенти поминале низ нашите програми, поголемиот дел од нив денес работат токму во професиите што ги изучувале на академиите и ова се академиите со кои што ние располагаме. Тука имаме некои од нашите успешни приказни. Тука имаме Зорица, која што беше студентка на академијата, таа веќе е дипломиран студент и веднаш по дипломирањето се вработи во Траскер како UX UI дизајнер. Зорица, пак ја кажам, беше една од врвните студентки која што се покажа неверојатна посветеност и денеска е таму каде што е. Потоа го имаме Кристофер Стефановски, кој е се уште на академија и неговата инспирација за да се запише беа проектите кои се изработуваат на академијата, а тој веќе има и низа негови проекти кои што ги има изработено. И исто така ја имаме Александра Милошевска, една од исто така најдобрите студентки на академијата, која по дипломирање работеше и во Creative Hub извесен период, а потоа беше и ментор на визитинг предавања, заедно со главните ментори на академијата, а денес е успешен UX UI дизајнер во Scale Focus. Покрај индивидуалните проекти и успеси на студентите, тие имаат можност да работат и на вистински проекти за домашни и за американски компании. Еден таков проект беше ова веб страна, која што е сајт за City of Miami, или конкретно оделот за економски развој на Мајами. Ова е еден и од најголемите проекти на кои имаат работено нашите студенти до сега и сме многу горди на нивниот успех. Потоа, тука го имаме американскиот проект исто така, кој што го изработуваа студентите и ова е вебсайт за медиумски портал за новости на Мајами, кој што се вика Мајами Локал. И еден од проектите за домашни компании беше сајтот што го изработуваа студентите за Падел Федерацијата на Република Македонија. Сега би сакала накратко да ви објаснам и како се одвива академијата. Академијата започнува со 2 воведни часа, односно тука студентите се запознаваат со програмата, со основите на UX UI дизајнот, како ќе им се одвива академијата и слично. Потоа следуваат модулите и предавањата. Тука студентите учат со докажани професионалци од индустријата. Еден од предавачите на академијата е токму и Дејан, кој што денес ќе го води овој курс. А откако ќе ги завршат модулите, преминуваат на практични проекти, каде што работат на реални задачи, а градат својата кариера. Покрај техничките вештини, академијата нуди програма за вработување, каде што студентите учат меки вештини, односно деловна комуникација, хиерархија на бизнис и така натаму. Исто така учат како да направат професионално CV, како да се представат на интервју, учествуваат во мокап интервјуа и тоа им помага за подипломирањето да можат полесно да се покажат во најдобро светло на интервјуата. Значи на крај,
Следуваат надпреварите за вработување, каде што студентите имаат можност да ги покажат своите вештини пред преку 50 на партнерски компании од Македонија и САД, а овие надпревари им овозможуваат на студентите директна шанса за вработување. И за крај, наша примарна цел е нели секој студент да се вработи и да работи во професијата што е учел на академијата. Сега би сакала да му препуштам на Деки, кој ќе го води низ денешниот курс. Имаме нели време за било какви прашања, така што слободно може да се вклучите микрофон, да пишете во чат, нели да прашате што и да ви интересира. Исто така, тоа што би сакала да ви споделам, дека на крајот сите оние што ќе останат до крајот нели на ова предавање, ќе се добијат и сертификат за присуство, а исто така и плюс уште некои изненадување од нас како благодарност нели што сте дел од денешниот курс. Ви благодарам, значи многу што ме слушавте, ви посакувам среќа и се слушаме нели во текот на курсот. Марија, фала ти. Фала ти што овако што го утепа мразот што се вика, фала што ме најави. Фала ви дечки што овако што се тука, што овако што еден убав ден, 5 точки кој што конечно не е овако кој што конечно не е топол, да овако место да шеткате и да правите нешто, вие сте тука со мене. Фала ви на бивши колеги, тоест колешка што е овако што е тука, Анета Хелоу. Така што кога сме кај бивши колеги, се надевам дека барем некој од вас ќе се запише на академијава, ќе свати дека тоа е тоа што му треба, ќе го свати неговиот драйв, што би рекле американците, и ќе кажат окей, да, ја ќе бидам UX UI дизајнер. Овако првиња ќе ви се најавам, тоест сакам да ви се представам. Јас сум Дејан Зафировски, јас сум како да ви кажам, сум правил свашто во животот. Малце фалело уствари да бидам стоматолог, ама ми текна дека не ќе да се занимавам со пациенти. Реално овако тој моментот од наводници замарање и овако помагањето некако низ годините дошло дека јас секако помагам на луѓето со нашите флеш моите дизајни. Кога зборам нашите, никогаш UX UI не е соло работа. Секојаш мора да направиме тесинзи со корисниците, секојаш треба да бидеме чекор со нашите колеги, со програмерите, чисто да видиме што смееме да направиме, како смееме да направиме, до каде може да одиме со нашите креации. Така што кога зборам за соло, никош не е соло работа. Потоа текот на животот ме донесе да пишувам во Ентер, да бидам на емисијата Ентер. Не знам колку од вас се така по наводници, повозрастни, и ја знаат таа емисија и тоа списање, но тоа беше едно од првото македонско списање за IT, за компјутери. Така валја, не така валја, него така сигурно дојде мојата љубов кон технологијата и кон воопшто кон дизајнот. Така после Ентер почна да работам
во печатница без никакво познавање, и единственото познавање ми беа туторијалите што сум ги пичувал во Enter и буквално basic ствари за Photoshop Illustrator. После година дена влегов во маркетинг агенција, после 3 години во таа маркетинг агенција по милиарда пекејџинзи, милиарда брендинзи, милиарда логоа и така натаму што све може да се прави во маркетинг агенција. Исто така нигде никаде без нула знаење што се вика у UX UI ме повика да бидам, сватив дека да сакам да бидам ова. Исто така милиарда не проспиени ноќи, гледање YouTube, гледање читање документации на Apple, на Google, на све што може на Microsoft, све што може да се прочита, све што може да се види. Зборам во тоа време додека го учев, мислам дека све уствари може да видам и еве ме тоа што сум денес. Свесен сум дека секогаш има подобри дизајнери од мене, свесен сум дека не можам и јас све да знам, нормално, колку и да сум изгледал секакви видеа, не може овакво самава професија не дозволува да бидеме цело време во тренд, ама уствари убавината у нашата професија што самата професија не тера да бидеме во тренд и да си ги бараме нашите патишта како прогресираме у кариерата и затоа не секогаш, тоест секогаш сум велел дека ако вие интересен проектот што го работите, без разлика дали е UX UI, без разлика дали е packaging дизајн или маркетинг, некоја солуција или некоја си поима, немам нешто што го правите со страст, ќе се го работите и дома, ќе се го работите како хоби, ќе се го работите и до 3 сабајле, колку сака нека ви велат дека не знам, треба да му се посветите на work-life balance и така натаму, и се додека ви е интересно тој work-life balance ќе се го префрлите work-от дома, затоа што на вас ви е интересно без некој друг да ве тера, колку и да јас да сум секогаш за тој life balance да си го имате, нели, секој што кажа 5 точки, да си скочите, да прочитате, да идете у кафана, да идете на кафич, да се видите со луѓе, ама ете, сепак на вас ви е интересно, се сакате да си го пронајдете, кој што кажав, кој што рекли американците, да си го најдете драйв-инот и еве, кога се да видите што е тоа што уствари е UX UI. И сметам дека повеќето од вас знаат што е UX UI, ама ајде да прашам некој рандом дали уопште знае што е UX UI. Еве например ја гледам тука Гордана Тренчева. Дали би кажала нешто? Гордана? Добро. Рики? Океј, Гордана, нема проблем. Ај, Рики, да видиме. Добро, ајде. Добро, во ред. Да видиме дали ќе каже нешто Камелија Тулупов. Па јас само нешто учам дома UX UI, но моментално сум фронтенд програмер, па сакам да променам професија. Бидејќи мислам дека
цртањето тоа ме влече повеќе. Јако од една страна интересно. Ја на пример првите мои првите месеци кога почнав да бидам UX UI дизајнер, кој ми ги давав стварите на програмерите, кога ќе ми тоест на фронтенд девелоперите, кога ќе ми речеа абе што ти е ова, не може да се направи, знаеш ли колку време ќе треба да го направиш, имав идеја буквално да се запишам на фронтенд и ја да им ги дизајнирам стварите. И овако таман фалеше да се буквално тогаш искочи UX UI како ова UX UI Creative Hub како академија. И баш мислам дека така од нигде никаде рандом ми пишав, не знам, ми вратија, да, може да дојдеш да поразговараме. У тој момент поразговарав ја со газдата мој, така и тројца колеги ми рекоа демек као стил да се посветам на ова што го правам, пошто дека добро го правам, а ако се посветам на фронтенд, само ќе заглавам, само ќе куцам и креативност уствари што би требало да ми биде као UX UI, ќе преточам у куцање и ќе треба да го најдам овако, да го најдам нишото уствари што сакам да правам. Така што за тоа викам интересно за тебе, Камилија. Па да видиме. А колку време се занимаваш со фронтенд? Та околу 3-3,5 години. Cool. Веб апликации, што работите? Angular? Него такви ствари? Vue и Next. Да. Добро, cool. У наша компанија негде, мислам, смеам да прашам, смееш да кажеш? То јас сум од Гевгелија, тука во Гевгелија една мала фирма е. Добро, ако. Cool. Добро, чека, ајде да прашам уште некој. Да видам тука, гледам некој рандом. Гледам Дијана Димевска. Добро, и Дијана изгледа нема микрофон и неќе да каже. Ајде, ако не, дали ќе се уклучи Анета Дарковска? Да каже нешто. Окей, не знам дефиниција да кажам, но пошто работам нешто слично, да речем, пак и сајтови правиме, само може не толку апликации конкретно. Ајде пробам некој слободен опис мојен да... Слободно. Значи, правиме мојот за интерфейс, значи како тоа ќе изгледа и правиме мојот експириенс на јузерот кој што го отвара, да му биде јасно што треба да стисне, што ќе се отвори, каде има мени, и понатаму не би зависно за кого е наменато, нели може да е за постаби луѓе, треба да размислуваме да биде почитливо. Мислам секогаш треба да е читливо, окей, што е да кажеш читливо. Да, ако се повозрасни луѓе може треба да им правиш поголеми копчиња, огромни фонтови. Дефинитивно. Или ако се може за слепи треба нешто поинако да биде насочено, треба да има говор. Така натаму и не знам, ако ти е наменето за жени, да речеме до одредена возраст, нормално дека поинако ќе изгледаат, колку да речеме ако е за мажи, за не знам, млади или стари. Значи дефиниција не знам, кажам, пак кажав. Не, тоа е тоа. Али да. Добро. Знам што е поентата. Добро. Овакво е па дечки, Анета све ви кажа, слободно може да го завршиме часот. Се зедам. Окей, мислам дека е доволно се запознавме. Малце ми е криво што се срамежливи, не гете да кажете ништо. Реално
овако реално ова е чисто да влезете у што се вика у UX UI, реално нема ни ќе овако и ја ќе пробам да ве научам нешто, ама реално сад време реално колку и да сум Илон Маск нема никад да ве научам нешто. Реално можам само да ви кажам ова е за вас, ова е топ, терајте го, читајте, истражувајте, па после ако биде свеко што треба, нели ќе бидеме колеги, ќе се менторираме, ќе ви предавам дали тука, дали на некоја друга академија, дали ќе се видиме у не знам, у некоја кафана, па таму ќе ви објаснувам нешто UX UI слободно, така што само секунда морам да се јавам. И јас се извинувам. Значи, до кај стигнавме? Да, ќе почнам да шернам. Ќе се исклучам камерата, пошто реално немате потреба да гледате додека шернувам. Пред да почнеш пред да продолжите, би сакала само накратко да ви известам дека на 1 септември ќе додалуваме целосни американски стипендии, така што ќе може да си аплицирате за UX UI академијата. Доколку сте заинтересирани, линкчето го имате во чат, ви го испрати Томче, така што за сите заинтересирани може да се аплицирате нели за целосна стипендија со американска диплома. Благодарам. Thank you. Okay, show my screen anyway. Добро. Еве го. Кој што ви кажав на почетокот, ова ќе учиме. Више ви се представив. И ова кој тоа ќе учиме, ќе ви кажам што принцип е UX UI. Прилично сакав да биде ова класика предавање со презентација, со да ви објаснувам ствари, нели тоа што има на презентацијава, ама реално ќе кажам дека овие сите ствари сигурно сте ги зборам еве на пример Анета и некој што ствари го работи ова и некој што принцип истражил, знае у принцип што е UX и UI и нашата професија пред се, ама ствари мене идејата на овој час ми беше чисто буквално да си правиме моабет, чисто да ви кажам што ствари ја правам у животот, што ствари е мојата професија у моментов. Пошто нели кој што ви кажа сум сменил 500 професии до сега, сега сум ова за наредни денови, за наредни месеци, појма немам што ќе видам. Ете може фронтенд ќе видам. Сега ми е убаво и ми е јако и овако ви посакувам на сите да ви биде така јако, без разлика што е да работите. Пошто кој што кажав, и кој што имаат кажани претходно луѓе, нели, овако колку овако сега ќе парафразирам таа фраза, ствари нели што беше као стил, нели кога ќе работиш со љубов, нели нема да биде ни еден час помина у работа нешто како да беше тоа, појма. Како да е. User experience е уствари корисничкото искуство. Корисничкото искуство типот на нели кај треба ние како корисници да кликнеме,
еве на пример што е ова тука, што е ова тука, што е ова тука, зошто е ова тука поставено, што е прототип, зошто не е тука, што барат овие тука слайдови, се на пример кога ќе кликнам зошто ми се кријат, на пример што се дешава ако еве зошто ми се појави ова таб ниво и ред други работи. Од една страна во некратката дефиниција на овако на UX-от, ствари, тоест пара дефиниција, реално UX-от е константно подобрување на нашето искуство. Овакво од типот на едно е овако кој што кажа нели Јанета претходно, едно е да правиме апликација за мажи и едно да правиме апликација што е баш наменета за жени, а друго е кога ќе направиме апликација само за овакво што ќе биде наменети и за мажи и за жени или овако нели кој што викаат од 7 до 77. Многу е поразлично искуството, многу е поразличен текот на настаните кога почнуваме да работиме, кога почнуваме да уствари правиме некаков дизајн и кога почнуваме да ги истражуваме луѓето. Од една страна, ете, ако правиме апликација само за жени, само за трудници или какви апликации да ви текне само за жени или не знам, само за јога, ама таа јога само за жени да биде, тогаш правиме истражување само со жени без разлика дали, тоест од не знам, ќе се кажеме самите на себе, од таргетот на оваа апликација ќе не биде, не знам, од 19 години до 65, затоа што после 65 може би ќе бидат доволно возрастни за да не можат да се го свиткат телото. Мислам, колку и да е банално ова што го зборам, реално се дека треба и од таму да почнеме. Кога зборам за од таму да почнеме, тука сум пишал, мораме да најдеме некои начини како да го подобриме искуството, нормално како да го искористиме у стилот на usability и на accessibility. Или тоа што го кажа Анета исто така, пак ќе се повлечам на Анета, дека уствари треба секојаш да мислиме за кога ја правиме апликацијата, да биде контрастна, се на пример зелена позадина и зелен фонт, малце подтемен од тој зелен фонт не одговара. Што ако беше ова зелена боја, што ако беше плава, немаше никој случај да се прочита. Така што треба да мислиме и со тоа. И самиот UX UI започнува во фазата, нели, кој што кажав, и се запознаваме уопште ние со самиот производ, што сакаме да го направиме, без разлика дали е вебсайт, дали апликација, откако веќе знаеме што треба да направиме, реално идеме некако пробуваме да ги да им влеземе под кожата на корисниците, зошто ни тоа би го направиле, зошто ни би отишле на јога, која е потребата да се иде на јога, што ќе прават после таа јога. Зборам, дури тоа што ќе прават после јогата е многу битен одговор за тоа што ќе правиме вако со нашата апликација. Дали ќе правиме да биде
интересна за ако за нашите корисници, дали ќе правиме да биде нешто со околу со некаков си engagement, да има некаков си фид, па можеби некакви гейминг моменти као Маријана добила била 5 дена поред на јога, ќе добие денеска, не знам, ќе биде мастер јога од класот или нешто тако, па на месец дена ќе им дадат некакви награди. Со тие награди може да купат сабскрипција. И само измислувам у моментот, ама битен момент и тоа треба да се размисли. Откако некако ќе сватиме што треба да правиме, и се продолжува у фазата, нели, почињаме више да го цртаме самиот интерфейс, кога зборам го цртаме самиот интерфейс, мислам на wireframe-и кои што се ствари коцкички. Реално првин почињаме со некои такви поедноставни работи, да не си го губиме времето уопште со бои, со градиенти, со сенки, и чисто да го сватиме патот што сакаме да го постигнеме, пошто реално сите апликации, секој сајт почнуваат од фаза 1, тоест од точка 1, од точка А до точка Б. Реално ние кога видиме периодов е нели модерен тему што се вика, ние ја уклучуваме апликацијата, сакаме нешто да купиме, го купуваме тоа, плаќаме пари и завршуваме. Значи точка А ја уклучуваме апликацијата, сакаме да купиме нешто, точка Б е завршувањето на тој процес и нели ние да бидеме задоволни од целиот тој процес. Меѓу тие, меѓу тој пат, меѓу А и Б точка, нормално ќе скочат уште други пати што типот на ама и ова ми се свиѓа, ама чекај и ова ми се свиѓа, па чекај да ги видам ревјуата на овие корисници, па чекај да видам што се десило. Меѓувремено може да се изгубиме у тој пат, пошто реално има многу ствари испрекинати, ама реалноста е дека добриот UX и добрата навигација ќе ни овозможат ние пак да се вратиме на тој првичниот производ што реално сме сакале да го купиме. Кога зборам за навигација, мислам и на Google Maps. Мислете го дека тој пат е уствари некаква си навигација на Google Maps. Сакам да отидам до Велес и да ми го покаже патот до кај можам да отидам. Умеѓувремено има некоја сообраќајка на Партизанска да ме однесе по другиот пат, по Партизански, така натаму и така натаму. Откако оваа дизајн фаза некако да речеме дека ние како дизајнери ќе ја завршиме, ќе мислиме дека не е окей, и ја презентираме на стейкхолдерите. Кога зборам на стейкхолдери, мислам на нашите колеги што ќе бидат у таа канцеларија, од девелопери, од проект менаџери, од газдата, од клиентот, од сите тие ствари, можеби имаме друг дизајнер со нас, маркетинг, некој од тимот ќе дојде. Значи, кога зборам за презентирање на идејата, зборам за сите тие што ќе бидат у канцеларијата, каде што реално ние ќе презентираме идејата. Иако презентацијата може да отиде на некои други места, нели, откако ќе заврши презентацијата, главните стейкхолдери кои што биле у канцеларијата ќе бидат тие. Кога ќе дојдат некои други у канцеларија, и тие ќе бидат стейкхолдери, али како да битните луѓе што се, како да кажам, decision makeri, ќе бидат тие главните што биле на првиот состанок. После овие фази доаѓа до тестирање, после овие фази почињаме некако да
овие исцртани ствари, почињаме некако да ги пренесуваме у Figma. Пред некој време постоеше некои други програми, Adobe XD, јас сум работел на Exure, уште пред 15 години на еден програм што се вика Secture, што уште постои, ама ете моментално Figma е motherfucker и Figma е нели некаков индустри стандард, па работиме на Figma, така што едно нешто што овако што можем да ви го препорачам, никада не се врзувате за еден производ, за една Figma, за еден Photoshop, за еден илустратор, затоа што еве во моментов Figma има нови алатки, нови фичери пред 2-3 месеци што ги издадоа, што уствари буквално му пркосат на илустратор, така што илустратор тој што сум го работил, еве Анета го работела 150 години, може слободно да го замени сега со Figma Draw. Ќе биде тешко, ќе биде ќе биде малце поголем learning curve, ама реалност е дека овако дека може буквално многу брзо да го замени. Посебно пак кога збориме за финансиите кои што Adobe ни ги сервираат на масака, ако сакаш да се откажеш, мораш 150 евра да платиш и така натаму. Така што алтернативите секогаш постоели, секогаш ќе постојат, така што не се врзувате за ниеден производ, иако е индустри стандард. Откако вие тесинзи кои што ќе ги направиме, зборам со Figma, кога ќе направиме некакви си wireframe-и, кога ќе почнеме да ги поврзуваме како прототип, од типот на ево. Само секунда пак, дечки. Дечки, јас се извинувам, имам мајстори ми доаѓаат, па затоа сум на така навака со телефони. Сори. Што беше муаветот? Да, откако ќе ги ви кажа дека ова е прототип, еве да речеме ова што го правам во моментов, иако на вас ви личи како презентација, секако е ова прототип. Колку за инфо, еве, ќе ви покажам една апликација јас што сум ја правил. Нормално нема да влегувам у незе скроз детално, чисто да видите што е тоа што го правам. Еве, некакви си скринови тука има, нормално нема да ви ги презентирам, али мојаветот е прототип е ова. Све ова што го гледате, што е поврзано, ова се вика прототип и овако тоа кога ви зборам за прототип, кога ви зборам за wireframe, мислам на буквално некои вакви
коцкички, што усвари ова ќе биде некоја слика, ова ќе биде некаков си текст, ова ќе биде некаква си иконка и така натаму и така натаму и се тоа вие треба да го поврзете кој што ви кажав со прототип. Например кога ќе кликнам ја тука кога ќе кликнам тука да се поврзе да се поврзе тука. Например нешто тој стил. Али моментот у оваа фаза кој зборам на UX UI фазата, зборам да све треба да биде некако сивкасто и некако basic и едноставно. Откако ќе му го презентираме ова на клиентот, покрај клиентот нели и со на нашите стейкхолдери, онда апликацијата добива зелено светло и више почнуваме ние да правиме интерфеси. Кога зборам да правиме интерфеси, зборам на баш интерфеси со боја, со иконки, со сето останато. Може ли малце да вако да имаме пауза од 10 на минути? Дали сте согласни, дечки? Па да продолжам со UI-от? Може. Добро, фала Да. ви.
дечко се извинувам. Овако се извинувам многу, баш кој што ви кажав, има мајстор дома и вика овако както ми е дома, со него не. Да може си, никад не правам паузи, или кога имаме и реалните часови на дадењето. Ни треба по 3 никад паузи не правам и сега баш така се поводи. Ја се извинувам уште еднаш. Добро, ајде да продолжам. Добро. UI. Уствари, од како нели корисникот ќе ни, тоест клиентот и ние се холдерите сме се договориле некако дека ствари окей, апликацијава е топ, може да тераме нормално, како што ќе скачат некои нови флова, некои нови ја ги викам измишлјотини, што се вика дури од клиентот, па дури од нас самите као дизајнери, нормално ќе се промени тоа, ќе се промени целиот тек што се вика на настаните и на целото флоу, ама добро да знаеме дека како wireframe сме готови да знаеме дека пошто wireframe-от е ствари костур некаков на нашата цела апликација, доволно да знаеме и доволно и програмерите да знаат што да фатат да работат, ако ништо друго, барем бекендот да го прават, барем логиките у самата апликација да прават, па макар и на веб-сајтот, да се разликува у зависност нели колку е сложен или колку е едноставен. Нормално, ако е едноставен ќе не почека, ако ќе не почека програмерот да го завршиме па да почне да програмира фронтенд, еве баш убаво ќе ни каже. Камилија мислам се викаше. Само секунда. Да, мислам дека така се викаше. А додека пак како е некако мора да биде поврзан со други сервиси, да биде поврзан со други апликации, зборам ако е некој сложен сајт, кој на пример ете Facebook, ко Facebook, иако е на веб, иако веб-сајт, тоа е сложена платформа и реално не се прави така едноставно и така брзо, за разлика од некој си лендинг пејдж што се вика од не знам некоја компанија што нуди некој сервис кој што има само 2-3 странички, реално ќе биде тоа и побрзо направено, и побрзо и дизајнирано, и побрзо isprogramирано. Кога збориме за UI, кога збориме за интерфейс, веќе мислиме на колор хиерархијата, на типографијата, на иконките, на самиот дизајн систем и на нешто што се вика design language. Design language е уствари се она што го користиме како наше разпознавање со клиентот и со корисниците, па и со нашите колеги. Еве на пример у последно време не знам колку следите технологија, ама сигурен сум дека ако ништо друго, барем негде ви скочило на Instagram, на LinkedIn, на Facebook, Liquid Glass од Apple, тој уствари тој нивен од Apple language, кој што уствари го кажуваат, го форсираат и ете language ко language, јазик ко јазик станува препознатлив и сами почнуваме да знаеме дека реално тоа е Liquid Glass и тоа е тоа. Никако другше не можеме да го наречеме, колку и да пробуваме, колку и да сакаме, Liquid Glass ќе биде тоа секогаш новиот интерфейс на iOS 26-ката. Така што 80% од добриот кориснички интерфейс му припаѓа на тој
консистентен јазик, например ако на еден скрин фонтот е 26-ка, например у ширина, тоест као пиксели 24-ка, 26-ка ја овакво во некои ретки случаи се употребува 26-ка, ама да речеме дека 24-ка е фонтот на некоја навигација, на некој хедер или на некој футер долу или на некаква си или на некаков си сегмент у самиот вебсайт, макар и апликација да биде, треба да бидеме конзистентни и цело време да го употребуваме тој фонд на такви места, на такви сегменти, на такви секции. Ако употребуваме не знам, зелена иконка за нешто што е successful, рецимо, треба на сега таа иконка да употребуваме, конкретно баш таа иконка, со истите бои, со истите димензии, така што 80% му припаѓа на добриот интерфейс, му припаѓа на нешто такво, на нешто конзистентно, додека пак самите интеракции, самите анимации што се дешаваат меѓу скриновите, например, кога ќе купите нешто, кога ќе искочи некоја си звездичка или не знам, successful или congrats on your purchase или нешто да се дешава, па некој ви мафта, онда стварно тоа е добро искуство и ви се свига и што се вика, сакате пак да купите, пак да ви се појави тоа човечето. Сега, колку тоа што го зборевме преска за accessibility и за visibility, колку и да се трудиме ние најубаво да го заработиме софтверот, колку и да ставаме милиарда бои и да бидат све убаво или искомбинирани и да личат на нешто и да сакаме цело време да го користиме, за жал некои не може да го видат тоа, не може да ги видат висинските бои, имаат различни болести и различни очни проблеми што се вика. Некои па не можат ни да го допрат, не можат ни да видат што се дешава, па реалност е дека му една од најтешките работи како UX дизајнер, така и UI дизајнер е да ги направиме овие интерфейси. Мора да најдеме што се вика 15 различни интерфейси од човек што ги нема тие проблеми до човек што ги има тие проблеми, до човек што има скроз изгубено сетило за вид, до човек што има само, до човек што е само далтонист, кој што колку и да звучи ова само, пак е проблем. Некој пише нешто. Јас како врач, ако може нешто да кажам. Ајде, слободно. Мислам, на тема што збориш многу се ова што го кажуваш и примеров што го гледаме тука презентацијава е супер во однос на читливост, дека правилото секогаш светол текст на темна позадина или темен текст на светла позадина. И добар трекен ако гледаш црно-бело работите, например, ова зеленото е зелена на плаво, ама е толку светло зелена, а позадината е толку темна плава тегет, што пари basically црно-бело или светло-сиво на темно-сиво, ако го гледам. Чисто онака како да ја кажа. Да. Или не знам, ако веќе го кажа, нели секакви impairments има луѓе што не може да гледаат бои, така натаму, или што не гледаат општа. Валјда истото би важело, сега не знам, ако треба да направиш апликација за луѓе што се неписмени. Например, треба да читаат, да речеме, и нормално дека не може да изгледа менито како за луѓе што читаат или луѓе што не гледаат, веројатно треба да има повеќе текст што треба да им се прочита од софтвер. Да, дефинитивно. Се убацив ко потребно. Не, ако, па и треба. Реално наједноставно зборам еве кога више збориме за црно-бело, наједноставно пошто нели више сме
тоест више ќе бидете да речеме те графички ова UX UI дизајнери и као UX UI дизајнери барем у нашата академија ќе ви предавам и Photoshop и Illustrator, така што наједноставен пример било која апликација да ја правите или сајт или што и да е, некаков интерфейс, доволно е само да направите print screen на нештото, да го ставите во Photoshop, да му направите black and white и да видите уствари дали реално е тоа читливо. Иако тој и у Figma више има и секакви плагини, дури самата Figma го има и инкорпорирано како фичер, како опција, така што да, супер трик, ако ќе го каже ова Анета. И сега, кога сме кај супер трик и кога сме кај Photoshop Illustrator, кога сме кај више кај Анета, ете Анета, знаеме, предпоставувате дека некој што се занимава со графички дизајн, така што као UX UI е реално многу полесно ќе ви дојде да го научите и да го совладате, затоа што ги имате, пак ќе кажам, бейзичните работи. У никој случај не може да се мери знаењето со тоа што го имаме у Photoshop и у Illustrator, знаењето што го имаме у Figma и као UI дизајнери, као UX UI и као UX, али битниот момент е дека тој што го спомнав learning curve на македонски као би било она за учење побрзо. Крива на учење, да. Да, кривата на учење ќе биде полесна за графички дизајнери, макар и за некој што се занимава со анимации. Преска ја спомна Марија Александра Милошевска. Александра Милошевска е дипломиран архитект, така што и на нив им доаѓа така полесно за да ги совладат работите, затоа што и они ја учеле таа типографија, ја учеле хиерархијата на бои и сето тоа, така што како такво нешто ќе дојде као полесно, ќе им дојде како природно, ама не значи дека некој од вас што немате никаква врска со овие предходни професии што ги кажав, не значи дека нема да се стане. Тебе имав бивша колешка што била на оваа академија, она цел живот била фризерка. Сега ми е колешка, една од подобрите дизајнерки што ги знам. Значи, треба да сакате, треба да бидете упорни и кој што ви кажав на почетокот, да се жртвувате и да дадете све од себе да бидете подобри дизајнери. Без разлика дали е тоа графички или UX UI. Тешко е, верујте дека е тешко, верујте дека мислам, тешко типот на да дојдете до работа у ова наша професија. Искрено видам. Овако, ама толку е благодарна работава и толку е благородна работава што овако што ќе се речете, многу ми е криво што овако што не сум го фатил ова порода да го фатам. Од типот на ќе ви биде криво, дури на мене ми е криво што уште пред 15 години бившиот газда што ме викна да работам да работам у неговата фирма како UX UI дизајнер, кој што ви кажав, нели имав нула знаење. 15 на година пред да ме викне, ја усвари кога работев во Интер, он уште тогаш ми викаше дај фати прави wireframe за вебсајтови, ја тогаш бев као не ми треба, сега сум новинар, убаво ми е, ги сакам ствари, правам тестови за овако, сега усвари сакам дека ми е криво што не сум го фатил тоа многу подамна, ама нормално. Животот те тера на некој, у тој даден момент стварно ми било мене убаво и сум мислел дека цел живот ја ќе работам у IT списание и цел живот сум мислел дека ќе се занимавам со ова. Ете, цел живот се занимавам
на некој таков друг начин, али реално се дека ете се дешава и тоа, значи верујте дека може било кој да го научи ова и откако ќе работи тоа ќе сатите дека многу се среќни. Реално. Покрај битниот момент на нашава професија, тоест еден од побитните ствари, ако не е најбитен момент у нашава професија, покрај нели UX како гранка посебна, како user experience, како user interface, кај што нели имате маркетинг тимови, имате ресерчери, имате некој што овако што се занимава само со UX, што се занимава само со Excel табели, тоа ви ги дава податоците и врз база на тие податоци вие си бркате работа и врз база на тие податоци што ги одговориле корисниците, вие ствари правите дизајн, правите UX wireframe, тоа врз база на тие исто така wireframe, врз база на тие и врз база на тие одговори вие реално идете да правите интерфейс кој што пак ќе кажам, врз база на тие податоци вие знаете дека корисниците ќе сакат зелена боја, дека ќе сакат плава еве некоја тегет боја, вие ќе знаете дека тоа е уствари не знам тренди у моментов, дали е тренди, дали дали е корисникот со некаков импермент или нешто такво, дали грот од корисниците со некакви проблеми и врз база така ќе ги правите фонтовите, боите и така натаму, али најбитното од тоа е уствари метод што се вика user centered design, уствари целото ова што го правиме уствари е user centered design. И све што правиме ние е уствари ние да му у наводници да му учиниме на корисникот, да му помогнеме на корисникот. Покрај тоа што нели у некој од часовите на академијата имаме буквално бизнис стратегии како да му ги земеме парите на корисникот, нормално сите ние правиме нешто, сите работиме на крајот од денот за пари, без разлика дали тоа што го правиме не исполнува и овакво и му помагаме на светот и сето cool, али на крајот од денот и сето треба некако да ни врати со тоа што ќе ни ги плати сметките за струја, за вода или што и да е. Така што покрај тоа што корисникот е секогаш у право и секогаш е у центарот на нашиот овако на нашиот универзум, ние понекогаш треба да се водиме и врз база на некаков и добар бизнис план да му годиме и на клиентот. Така што понекогаш тоа е една од потешките работи да ги хендламе, тоест да ги жонглираме тие две работи. Од една страна ние како дизајнери ќе сакаме нели да му помогнеме на корисникот да направиме леле колку добар флоу сме направиле за ова побрзо да го кликне или нешто такво, али клиентот сигурно се чуле, ќе ви рече направи стај го логото поголемо. Реално нема потреба од никакво лого затоа што корисникот више уклучил апликацијата, више знае како се вика апликацијата, више знае 15 милиони пати он влегол у таа апликација, ама не клиентот сака логото да биде поголемо. Океј, онда ќе идеме со логото, ќе го направиме поголемо. И тука уствари се овако се мешаат тие ствари, се кршат копијата. Сега, баш кој што кажав, корисникот е секогаш у центарот и секогаш треба да е така. Една од првите фази е да направиме анализа, да сочувствуваме со корисникот, затоа што ако еднаш влеземе кога зборам корисникот, зборам на цела група на корисници кои што ќе ни ја користат апликацијата, тоа е сајтот.
без разлика дали е сај. И секој што треба да се ставиме у негова кожа и секој што треба да ги облечеме нели неговите обувки. Ако уз моабет со корисниците, ако уз моабет од тие такви интервјуа што ќе ги правиме како UX experience дизајнери, ќе сватиме дека проблемот дека корисникот има некакви проблеми или има некакви фрустрации или она што го кажав пред некое време, нели жените идат на јога, што прават после јогата? Ако имат они проблеми да ја уклучат уште наша апликација, ако имат проблеми уште наш они да поидат на јога, значи ние имаме нешто што не треба. Дали тоа значи дека апликацијата е пребрза, дали апликацијата има лоши наводници, лоши инструктори, дали многу ги форсираат нашите дами што вежбат јога. Се тоа зависи од моментите откако нели ние ќе направиме истражување, откако нашата апликација више е стабилни се користи. Значи, кој што кажав и нели на почетокот, UX е константно подобрување. Цело време ние треба да гледаме што се дешава, колку и да корисниците ни кажале дека ја имам проблем со тоа и имам ваква фрустрација додека користам слични апликации, ние ќе направиме апликацијата така од начин ќе ни текне или ќе го изигнорираме тој корисник, пошто на пример двајца корисници биле, другиве не им текнало дека нешто постои, ќе се речеме двајца само го рекле тоа, као небитни се. Али ете, откако ќе ја направиме апликацијата, ќе сватиме дека тие небитните се ствари најбитните, па реално ќе треба нешто да подобруваме и така натаму. Значи, па ќе кажам, моментот е дека корисникот цело време треба да ни биде у центарот, кој што кажав, треба да имаме интервјуа и со нив, со веќе постоечки, ако правиме нели некаков редизајн, или со потенцијални, па дури од кога ќе искочи апликацијата онлайн, тоест кога ќе може више да се инсталира на вашите телефони, пак вие треба да правите интервјуа со веќе тие се веќе постоечки корисници. Кога сме кај корисниците, у принцип нашата работа е да креираме персони кои што се уствари некаков си избир на повеќе луѓе, вако кои што го дале истиот одговор. Рецимо, не знам, кој што кажав, пет жени рекле дека апликацијата е тешка за користење, затоа што многу ги форсира, окей, кул, таа женичка ќе крстиме, не знам, Ријана. Некои други 10 жени, 15 жени кажале дека не знам, апликацијата е прекрасна, боите ми се свијат, оно и сето тоа. Океј, таа персона фиктивна ќе крстиме, не знам. Исто, Маријана и Росана, ете. Кога сме кај Маријана. И овако врз база на тие персони, врз база на и Маријана и врз база на Росана, ние више кога ќе правиме апликацијата и кога ќе правиме нешто моабет со нашите, кој што кажа претходно, стейкхолдери, со нашите колеги, тоест ние више ќе кажеме да, ама Маријана нема така да користи апликацијата. Да, ама на Росана ова е проблем и во тој случај ние почнуваме да бараме некакви си решенија. Кога сме кај тие решенија, еве баш ги спомнав и Маријана и Росана, секако тука искачат уште 2-3 други персони, кои што ствари иако ние овој апроч што го имаме, овој некаков си метод што го кажеме user centered
дизајн метод, сепак ние ја правиме апликацијата на некој по-голем, пообемен начин, кој што се вика нели на англиски некако си holistic approach. И една од поточките задачи нели покрај UX, покрај usability и accessibility е корисникот да направи добра навигација. Тоест нешто што се вика информацијска архитектура. Навигација кој што ви кажав претходно, земете си го примерот со Google Maps кој идете на кај Велес, умеѓувремено се дешава некоја сообраќајка и вие секако мора да отидете во Велес, ама мора да ги најдете другите патишта. Тоа е вистинска навигација, вистинска и правилна информацијска архитектура. Нормално вие ствари кој што ви кажав нели на почетокот се учат у академијата, ако сакате нели вие да се ги доистражувате, да се ги учите као сами и да бидете самуци како мене, нормално ќе ви скача така магично низ тој процес, ама секако ќе се ги научите и ќе се ги користите секојдневно. Кога сме кај истражување, само ќе ви ги нафрлам на брзинка, затоа што колку и да зборам, има тука уште 15 сати да зборам, доволно само да ги знаете и доволно да сватите дека нашава работа не е само ова помести го полево или ова помести го погоре или ова е зелено, се направи го целава зелена, направи ја у еден клик жута да биде, што реално и тоа може и тоа уствари дизајн систем, дека уствари е многу подлабоко од тоа што го гледат корисниците, а на крајот од денот корисниците па не ме гајле уствари како јас сум дошол до тоа решение, корисникот не ме гајле дали јас сум поминал компетитивна анализа или usability testing, дали сум направил интервјуа, на крајот од денот нели, кој што кажав, корисникот предпоставува што е таа апликација што користи, предпоставува дека таа апликација е шоп некој, предпоставува дека од точка А ќе отиде да бара некаков си производ и предпоставува и сака и неќе да има врки додека го прави цел процес и сака да ја купи без разлика кој било каков производ е. Дали е тоа $20, дали е тоа $2500, небитно, битно дека сака тоа искуство да му биде брзо, едноставно и лесно, да биде као буквално 1, 2 и 3 и да си заврши работа. А не да кој ќе кажам, него гајле му е што ние у позадина сме правили. Али реално ние да има корисникот такво искуство 1, 2 и 3, ние реално мора да поминеме кој што видовте претходно све и истражување како компетитивна анализа кој што ствари ги анализира сите други апликации што се слични на нашиот производ. Постои директна и индиректна анализа, usability testing од типот на нели дали се чита текстот, копчето дали е добро, дали е доволно големо за да се кликне, дали е доволно мало да се кликне и да не се кликне. User testing е уствари скоро истото со usability testing, user interviews и surveys се исто така слично нешто, затоа што кога правиме и user интервјуа, ние уствари буквално сме еден one-on-one со юзерите, понекогаш нели може да има и поише юзери, кај што правиме некакво истражување, од една страна може тоа да биде нели и on-site, offline, нели еден до друг, може да биде тоа и онлайн, почесто е виќе све тоа онлайн се дешава, али како да юзер интервјуато ствари ние го прашуваме корисникот
за апликацијата, тоест пробуваме да ги само секунда, пробуваме да ги наведеме на претпоставките ние што ги имаме, без да им дадеме без ние да им го дадеме одговорот. Карт сортинг е нешто слично со юзер персони, кај што ние уствари правиме некакви истражувања, нели тоа што го кажав, Росана ќе биде жолта боја, Маријана ќе биде зелена боја и ќе бркаме така работа. A, B и split or preferences settings се уствари сигурно се чуле дека Netflix има различна апликација за корисници, например, мене ми изгледа различно интерфейсот за разлика од сопругата дома, од типот на они си тестираат како ја користам апликацијата, како она ја користи апликацијата и у даден момент ако многу луѓе користат апликацијата како мене, ќе биде кај сите луѓе та апликација, ако ја користи некој како незе, ќе биде кај сите луѓе таа апликација. Понекогаш има A, B and C тестинзи, така што 3 верзии се пуштат кај сите апликации, па ги тестираат програмерите, тоест UX дизајнерите, па нели земат некакви си информации, си земат некакви си табели, некакви бројки, па врз база на тие бројки го дават висинскиот интерфейс, кој што ќе трае некое време, па пак ќе почне да прават некои такви тестинзи, creating persona, сите тоа го кажам пред малци, и фокус групи, рецимо знаеме дека апликацијата ќе не користат, не знам, ете пак ја спомнам таа апликацијата за јога за жени, ќе викнеме фокус група од 10 до 15, од не знам сега 10, ја многу зборам глупости. Од 18 години до 25, па како они функционираат, какви прашања ќе одговорат они, од 25 до 45, од 45 до 77, да видиме како функционираат тие. Па, нели кој што кажа пред малце, иако е user-centered, иако Маријана, Росана и Даниела ќе бидат тие 3 фокус групи, секако сепак ние треба да направиме една апликација што ќе ја користат сите 3 и нели тоа што се нарекува holistic approach. Како да бидете подобри дизајнери? Реално ништо посебно не треба да правите, само да бидете емпатични со вашите корисници, нели да сочувствувате за нив, кој што кажа да не се врзувате со никаква апликација, со никаков софтвер, затоа што денеска е motherfucker Figma, за година дена може да ќе дојде нешто што не е Figma, што ќе се вика, не знам, Lovable или нешто слично. Нормално, слушајте, примајте и давајте идеи, и секогаш кога ќе бидете на масата, секогаш кажувате тоа што го мислите, и мора да се научите да кажете не, од типот на не ми се свиѓа фонтов, не ми се свиѓа бојава зелена, што е ова, што е оваа глупост, например. Сега бидете доволно доблесни да кажете зошто не ви се свиѓа. Овако затоа што нели колку поиште сте негативни, толку поише ќе имате хейт и од вашите колеги и од сите околу вас, али ако имате доволно добар аргумент зошто оваа зелена боја не е добра, помина секако, да? Ако не аргументираш, мораш да дадеш аргумент, кажеш зошто не е добро, односно зашто е подобро вака. Да. Сепак може да биде мене вака ми се свиѓа, окей, тебе така се свиѓа, ама не е добро поради тоа и тоа. Точно. Ако аргументираш, поише шанси има да помни. Фала Богу. И моментот е, кога зборам, ако не кажете не автоматски, тоа ќе помине и мора да го направите. Нема да ви се свиѓа, нема да идете на работа со љубов, затоа што леле, кај најде оваа зелена боја да правам, онака као на ништо не личи, али вие не сте го дали аргументот на време,
сега да кажете апликацијата више е у 70% од самиот девелопер, така што многу тешко ќе биде да се смени нештото. Сега на пример боја многу лесно да се смени, али у принцип не зборам за боја, зборам за некој фичер, зборам за некој таков флоу, што ви го кажам. Сега ќе иде да купи, а или меѓувремено ќе го прочита ревјуто од другите корисници. Не, вие кажувате дека не треба никакви ревјуа да чита, он кога доаѓа на картот, треба само да го купи, тоа е тоа. На пример. И овакво што секогаш сигурно се го чуде, ама реално така е, видете свој кога аплицирате на работа, сега со ChatGPT гледајте да овако да го избегавате него, колку и да помага, колку и да е кул, колку и да е супер, гледајте да вако да си бидете своји. Еве ја на пример у последно време што правам, без разлика дали пишувам нешто или мејл или аплицирам за работа или што и да е, ја ќе опишам тоа како ја што го пишувам, само му викам да ми ги поправи граматичките грешки. И само му викам, само поправи ми ги граматичките грешки, не ми прави ти твоја верзија. Пошто ако направи негова верзија, ќе почне со зборови као extinguish, со некои такви circumstances, со што зборови што реално никад, дури ни нативните скоро никош не ги користат, така што гледајте да си бидете реални и legit humans. Пробајте се ова, ко викам пробајте да работите у моментов, нели, се учиме тоест сакам да ви кажам дека ова што ќе го учиме е јако интересно е сега. Ако некојаш у даден момент фатите нешто да го правите, макар и као самуци, пробајте тоа да го правите за ваш другар, за сестра, брат, за по дома, дури онака идете у најобична пекара што ви е до дома, прашате ги дали сака некаков интернет, тоест некаков интерфейс да им направат апликација, макар и они да кажат не ќе ме као пекара сме, брат, што те на тебе, направете го вие, направете го пошто треба, па можеби од кога ќе им го презентирате и се речат ова е многу јако, ќе бидеме први у Македонија пекара што имаат апликација, така што пробајте нешто да измислите. Зборам немојте да бидете алчни за пари, пошто реално секогаш сум го кажувал, секогаш и цело време тоа го мислам, без разлика дали сте програмери у моментов, дали сте веб девелопери, дали сте графички дизајнери, дали сте UX UI ко мене, дали сте не знам у бутик него работите, тотално небитно. Ако главната идеја вие посебно во овие IT професии како у моментов што го правиме, ако главната идеја вие дека некој со 10 години искуство да работува толку пари, а вие сакате одма да ги изземат истите негови пари, боле да не почнувате. Реално треба буквално да си го испотите гзот, пардон my French, али реално овако тоа што ви го зборам. Пробајте да работите пробоно, пробајте да си го билдате своето портфолио на ваш начин, па после и парите, тоест клиентите прво, па и парите самите ќе се дојдат у даден момент. Нормално, тука имам нешто филозофско напишано, не се срамете да ги дофатите звездите, ама пробајте видете дали горе е облачно, или на пример, не знам, ако сте вежбали денес бицепс, дали уопште може да ги кренете рацете, така што пазите на тоа.
И нормално, никад немој да заборавате од каде се дошле и кој ви помогнал, секад бидете, што би рекле, пака мерите humble, бидете скромни и пробајте да му помогнете на тој што овако што би бил на ваше место у даден момент. Од мене толку. Фала ви што издржавте. Сега само да направам You're still presenting. Дечки, thank you. Thank you што издржавте. Се надам дека поднаучивте нешто, свативте дека еве конкретно Гордана свати што е UX UI. Претходно Нелија те кажа дека не знае. Мислам дека и Рит истото го кажа, така што се надам дека почнавте да, тоест свативте што е и се надам дека ете влеговте у хајпот и ќе си бидеме колеги некој ден. Некој прашање може би имате. На кратко. Ајде, слободно. Спомна AI за CV-а, ме интересира се во однос на работата. Дали користиш ја, дали мислиш дека ќе дојде време кај што ќе се користи премногу, односно ќе се замени дизајнерот? И мислам, во која мера мислиш дека сега, барам во моментов? Во моментов као први фала Рики што беше интересно многу. Второ, еве на пример, ја конкретно последниот месец ептен го користам AI-от од типот на да ми помогне за нешто што имам двојби. Што мислам ова како да го направам. Никош, тоест све што сум му рекол да направи некаков дизајн или нешто такво, све тоа многу лошо изгледа и никад мислам дека у блискини нема до толку да не знаеме, ни зборам од типот на дизајн wise, дека нема да ги прави стварите како што треба. Нели од една страна нели не ме да ги прави работите кои што треба, ама по друга страна нели ја очекувам да ми даде некоја идеја, место да барам идеи нели на Behance, на Dribbble, нели на Google. Не знам, на пример сакам да направам некаков си дашборд или поема немам sign up процес, тропам. И ја му кажам направи го ова, сакам ова и ова да го направиш, ондак реално ништо не ми прави, ми измислува некои нови работи и зборам design wise, мислам дека нема да ни ја земе работата сега за сега, али у поглед на брифот од клиентот, на пример. Ко му го даваме, на пример, ај ти што мислиш за ова? Ај ти што мислиш за ова? Ај сега според ова што го пишал клиентот, направи ми персони. Ај сега според ова ти пробај да ми најдеш конкуренти на пазарот. Пробај според ова што го правевме до сега, не знам да ми склопиш интервјуа за корисници и некои такви работи. Нормално ние како дизајнери, како UX дизајнери преценили, треба ние да најдеме начин сето тоа да го сфилтрираме и да биде thank you јата. И да го биде, треба да најдеме начин, нели сето тоа да го сфилтрираме и да биде баш кој што треба и да биде, пак ќе кажам, некако humanized, али у принцип мене конкретно мене ми помага доста. Ето. Мислам дека ти одговориш на прашањето. Уопште.
Што беше? Да, тоа ми е интересно. Значи, повеќе ако тоа што разбрав во UX поише го користиш, во дизајн Да. не толку многу. Не ми помага. Не ми помага уште. Веројатно правиш што некои фанки, Да. чудни и Yes. Да. Баш. Ала. Thank you. Мартина, ајде ти, извини што почека. Здраво, фала за Здраво. времето. Ама здраво, Сега да. јас прашање некој кој што врска нема со ова, а сака да почне, односно да смени комплетно професија. Кажи ми Добро. дали оваа академија и ова време кое што академијата го нуди од 6 до 8 месеци е доволно време за основните работи или како да кажам да започнеш со оваа професија и да стекнеш некое предзнање и знаење за да можеш понатаму да се развиваш и да работиш во ова поле. Дали е доволна академијата? Ќе бидам брутално искрен. Тоест ќе бидам брутално искрен и усвари кога сум брутално искрен, усвари ќе те прашам брутално искрено прашање. Дали имаш време да се посветиш 8 месеци буквално, не буквално 24/7, него да се посветиш многу. Да. Дали имаш време? Да. Онда доволна. Тоа е усвари многу едноставно. Еве на пример Марија ја спомна Зорица пред некој време. Зорица беше на work and travel у Америка некои 3-4 месеци. Она отиде у мај. Да речеме. Она се врати, не знам, у септември. Ние продолжиме со академијата дока е октомври, ноември, така нешто. Значи, она само што дојде, она ги помина сите претходни студенти, зборам од типот на како ги сваѓаше работите, како се трудеше и како ствари си буквално се посвети да го унаводници убие времето тоа што го изгубила и што не била на часовите. Така што ако сте спремни било кој од вас да се жртвувате, пошто реално е жртва ова, едноставно е, лесно е, ама у принцип, пак ќе кажам, сака замарање, сака вежбање, така што ако сте спремни за нешто такво, onda да, ви препорачувам и верујте дека овако, еве, сега видовте дека ете, сакам да зборам и многу зборам, понекад и многу тупам, ама со оглед на тоа што многу тупам, верујте дека ќе научите нешто. Фала, да. Ништо. Некој друг нешто да каже, да даде фидбек некој? Инаку само да ве потсетам, јас сум се уште тука, така што доколку имате било какви прашања во однос на академијата, исто така може да си прашате. Ако немаме други прашања, јас би сакала за крај да ви се заблагодарам на сите мили што останавте. Исто така на мејл ќе ви испратиме сертификати. Повелја Анастасија. Здраво. Прво тука не е Анастасија, него Кристофер. Анастасија девојката моментално таа е на бесплатниот курс. За крај на свите тука што се двоумат за академијава, нека запишат што побрзо. Нема да сгрешат, а најмногу нема да сгрешат ради Деки. Не ова нешто вака договорено, имам правено муабет со Деки и приватно, имам правено со и координаторката Марија и по предавања и по рецензии што ќе гледате на Facebook и кај ќе ви излезат. Деки ви е, не знам, мастерпис од професор. И да ви измотивират, и да ти искоригират и на позитивен начин, така да без чакање пријавајте се. Фала ти, бро. Ти благодарам многу, Кристофер. Фала пуно. За крај... Means a lot. Да, и на нас исто, нормално. За крај, би се заблагодарила нели на сите што останавте. На мејлче ќе ви ги испратиме сертификатите нели за присуство на овој бесплатен курс
Исто така, сакам да ви известам, доколку се одлучите нели да се запишете на Академија за UX UI дизајн, ние како благодарение нели што бевте присутни, сакаме да ви дадеме дополнителни 100 евра попуст на веќе постоечкиот 1000 евра попуст, така што до 15 имате шанса да се пријавите и да си искористите вкупно 1100 евра попуст при упис. А исто така пак ќе напоменам дека на 1 септември ќе доделуваме една целосна стипендија на Академијата за UX UI дизајн, така што може да си се пријавите и на тоа за нели на нашиот вебсайт. Така што докога се пријавите, ви посакувам среќа. За било какви прашања може да ни сконтактирате на ова бројче, сега ќе ви го напишам во порака. Значи 071-214-849 е нашето бројче за контакт. За било какви прашања, ќе ви крене Стојанче, он е координатор. И од мене толку. Значи, доколку имате било какви прашања, може да ни сконтактирате во било кое време. Ви благодарам сите на сите за присуството, ти благодарам на тебе, Деки, што одлично го пренесе материјалот и ви посакувам убав остаток од денот и се слушаме. Поздрав! Фала ви од мене. Фала. Чао, чао, дечки. Се надам ќе бидеме колеги некој ден. Чао, чао.